Почитувани гледачи, во наредниве минути ќе разговараме со првиот човек на општина Радовиш Ацо Ристовза и околу повеќе актуелни теми кои што ги засегаат локалните самоуправи. Енергетската криза, потоа фискалната децентрализација, но и она што доправа ја следи, односно ја очекува општина Радовиш, а тоа е реализацијата на еден европски проект кој што е еколошки од зелената економија. Господине Ристов, јас ви благодарам што одвоивте време за ова интервју. На самиот почеток би сакал да ве прашам во однос на енергетската криза. Како се справува општина Радовиш со енергетската криза и зголемените сметки за потрошена електрична енергија? Добар ден, прво поздрав до телевизија ВИС и благодарам на можноста да јавно преговориме за овие проблеми. Јас како представник на општина Радовиш, на локалната самоуправа, овој проблем го иницирав уште во ноември месец. Значи, кога почна енергетската криза, бидејќи јас сум по занимање енергетичар, кога почна самата енергетска криза се случува, се надзираше што ќе се случи во економскиот дел на единиците на локална самоуправа. Некои од градоначалниците во тоа време уште не го гледаа проблема, бидејќи има склучени договори кои што траат, кај некои уште траат до јануар, до февруар. Меѓутоа, на некои кога ги завршија договорите или ги раскинаа договорите во месец септември и октомври, се судрија со бранот кој што се вика енергетска криза во делот на снабдување со електрична енергија. Проблемот има два аспекти. Прво, ставањето на локалната самоуправа, односно општините заедно со училиштата врз кои ние имаме надлежност, бидејќи тие се наша одговорност и ние скупуваме електрична енергија и за нив, сме ставени на слободен пазар на купување и тргување со електрична енергија согласно регулативата на РМ Македонија. Кога се случи бранот, иако беше прогласена од страна на влада и енергетска криза, така постои владина прогласување енергетска криза, се уште трае, ние како општини бевме иземани од тај пакет. Значи, уопште никој не сакаше да разговара за нас со тоа. Што се случуваше? Како ние ги распишувавме новите јавни набавки за снабдување со електрична енергија, така никој не се јавуваше на нив. Затоа што дел од лиценците регулаторот ги укина, на дел од фирмите кои што не можеа да ги исполнуват договорите, па ги раскинаа договорите, а дел не беа финансиски способни, бидејќи на пазарот имаше така наречени ситни трговци со електрична енергија, а електричната енергија може да ја носат само големи играчи на пазар. Дали беше тоа природна селекција или не, ќе зборуваме малку покасно за енергетската мафија. Проблемот што се случи? Одеднаш, бидејќи нас, никој не ни се јавуваше на тие јавни набавки, еве конкретно општина, 3 јавни набавки направи од јули месец до декември, на кои што ние не можевме да постигнеме договор, бидејќи се јавуваше само еден оператор, и тој оператор никогаш не даваше прифатлива цена спрема нашето барење. Ние ќе понудиме 10 денари, тој ќе вика не можам за 10, за 15. Ќе пропадне јавната набавка. Додека ние да направиме нова, па викаме еве 15 сега нудиме, пошто немаше да правиме, тој вика не сакам 15, 20. И така до 3 пати видовме дека не бива. Законот после тоа вика одете на така наречен нужен снабдувач. Тоа значи те презима Евана и плаќаш берзанска цена плюс 50%. Тоа е многу интересниот момент. Евана си ја купува на берза за 1 денар, нас ни ја продава за 1,5. Меѓутоа не е 1 денар. Значи, цената на електрична енергија во јануари 2021 година, кога ние сме имале договор со снабдувачот, била 5,6 денари за киловат час енергија. Сега на Евана, како нужен снабдувач, плаќаме 26,5 денари. Значи имаме 500% покачување на електричната енергија. Тоа не би било страшно да може да биде одржливо. Проблемот е што ние како локална самоуправа немаме предвидени пари за таа намена, нити па имаме извор од кај да се снабдуваме со тие пари. Во апсолутни бројки тоа значи дека ние
пола од буџетот за капитални инвестиции ќе треба сега ова година, проекциите ако ги направиме со овие цени на потрошувачката на електрична енергија, треба да ги потрошиме наместо да градиме улици, водоводи, канализации на луѓето, ние треба да ги дадеме во енергија. Прашањето е која енергија ја плаќаме и дали моментално општините ја плаќат најскапата енергија во државата. Ако ја гледаме, да, ја плаќаме. Ја плаќаме бидејќи постои така наречена организирана енергетска мафија. Значи не сакат да ни продадат сега енергија по јавни набавки, за да бидеме останени на нужниот пазар. И тоа го знаат сите, се прават недоветни. Практично се случува исцрпување на средствата од општините, стратешки, бидејќи никој не презема ништо против ова. Нити регулаторо да ги повика тие лиценцирани фирми да ги праша зашто не се јават на нашите повици. Иако законот вика дека во таква состојба може да се наоѓаш само 90 дена, после тоа треба да те исклучат или да склучиш нов договор. И тоа ние, пошто не можеме да склучиме, никој не сака да склучи договор, поминаа 90 дена, владата прекјутна и кажа на Евана, продолжете вие да ги снабдувате, иако треба да не исклучат од мрежата, ама ќе плаќат берза плюс 50%. И тоа така сега моментално стои. Ние како ЗЕЛС, како Сдружение на единица на локална самоуправа, реагиравме уште во декември. Значи во декември побаравме средба со владата, бидејќи ова се гледаше дека ќе биде ургентно. Ќе се случи дека буџетите веќе некои општини за 3 месеца или 2 месеца ги потрошија сите планирани буџети за електрична енергија за 22 година. Сега ќе треба да прават или ребаланси, или втората варијанта да не исклучат од мрежа. Значи да ги исклучат, едноставно улично осветлување да нема, школите да останат по електрична енергија, бидејќи ние како општина нема да може тоа да го издржиме. Не само ние, сите во општини во државата не може да. Колку што ве разбрав, но сакам да прашам. Има ли голем број на општини кои што распишеле јавна набавка за електрична енергија, а не им се јавиле економски оператори или пак им се јавил само еден економски оператор на распишаната јавна набавка? Ве има ли како општини повеќе? До сега се пријавени скоро половина од општините. Затоа што секој како ќе биде раскинат договорот, веќе останува на слободен пазар и почнува да виси и не може да го реши проблемот. Баш заради тоа што не можевме ние сами да го решиме проблемот, побаравме како заедница да настапиме заеднички пред влада. Бидејќи тоа е нужен проблем. Вака ако продолжи, нас ќе ни ги исцрпи буџетите енергетската криза и ние ќе останеме без ниеден реализиран проект. Тоа индиректно значи неспособни градоначалници. И ние тоа мора да го објасниме на јавноста. Дека моментално се исцрпуваат парите од општините е тотално нелогично. Нашето барање беше многу едноставно. Бевме заедно на состанок, пошто сум јас дел од управен одбор на ЗЕЛС, бевме на состанок со министерот за финансии, министерот за економија и беше предочено ова и бевме понудили решение. Решението е многу едноставно. Додека трае ова енергетска криза, наше предлог беше да нас не стават на договор со ЕСМ, како тоа што го направија за град Скопје за топланите. Значи, владата таму можеше да резервира 5 милиона евра за грејење на Скопје. За малите општини, видите вака, скопските општини за релативно го немат овој проблем, затоа што тие се многу богати. Таму буџетите нивни може и да поднесат вакво нешто, меѓутоа свати и они дека не можат, бидејќи по една градинка месечно и троши сега електричната енергија. И тие се приклучија кон нас. Едноставно ние бараме, додека трае енергетската криза, договорач за сите општини за испорака на електричната енергија биде ЕСМ, односно производителот, тоа што електрани го произведува за цена сега од 70 евра за мегават часови, исто како домакинствата. Затоа што таа електрична енергија ние во општините не ја трошиме нити за производство, нити за профит. Таа истата електрична енергија не може да биде за граѓанинот дома, за домакинството 5 денари, за општината да биде 30 денари. Истата електрична енергија збориме, не е таа со две глави. Значи, решението беше многу едноставно. Додека трае кризата, ние да имаме тарифна единица како граѓаните. Ние не викаме да не плаќаме. Ние треба да плаќаме толку што можеме.
Бидејќи ги ние сега трошиме даночните пари од граѓаните, а плаќаме електрична енергија. Градоначалниче, разговаравте ли во меѓувреме со економските оператори, односно фирмите кои што имаат лиценца за снабдување со електрична енергија од страна на регулаторната комисија? Што велат тие? Кои се причините зошто не се јавуваат на распишаните јавни набавки на локалните самоуправи за електрична енергија? Па еве ви кажувам што е. Значи, увозниците на електрична енергија во Македонија, ако тргнете сега по патот, ќе видите кои се увозници на електрична енергија, тоа се неколку компании. Тие во оваа ситуација сега, кои ние сме принудени да купуваме на нужниот потрошувач Евана, тие му продаваат на Евана по берзанска цена, нас Евана берза плюс 50. Значи се работи за 50% профит. Зашто некој би си го нарушил тој комодитет? Нас ако не заштити државата, ние сме останали сега на ветрометнина. И ние за тоа упорно се бориме. Значи, и го кажавме тоа на владата, тие рекоа дека за 2 дена ќе ни дадат одговор. Значи понудивме 2-3 решенија, ова беше едно. Да не префрлат на ЕСМ како снабдувач и договорач, на тој начин сметките ќе бидат нормални како што плаќат и граѓаните. Значи таа енергија ја трошиме за осветлување на школите, за обезбедување на децата, зашто ние би плаќале пута 5. Таа енергија е за граѓаните, ја произведува државата, зашто да ја користиме енергијата од увоз? Ние сега користиме енергијата од увоз, а не од нашата држава произведена. Зашто истите граѓани од една страна се бенефицирани, а од друга страна се казнети? Ама не се казнети граѓаните, сега ги казнуваат општините. На оваа тема разговаравте често пати преку заедницата на единиците на локалните самоуправи, но од владата експресно одговорија дека локалните самоуправи ќе мора да го планирале сето тоа, односно да издвојат средства за зголемената цена на електричната енергија од буџетите. Значи, ние ова, како став од влада, во писмена форма, никош не го добивме, затоа пред 2 дена Управниот одбор на ЗЕЛС пак заседаваше за оваа проблематика, на кое што, како заклучок беше последно, да побараме итна средба со ово премиерот. Бидејќи со петики не го решивме проблемот. Значи, тој не удостои. Пред 2 дена јас добив еден допис само од владата, кој што они на некоја седница на 18.2. дават укажување државните институции да си ги платат подхитно сметките за електрична енергија, а на локалната самоуправа ги препорачуваат да си ги плаќат сметките. И толку. Значи, никакво решение не се нуди. Никакво решение. Меѓутоа, ние на управен одбор веќе почна да заговараме малку и поинтересни решенија. Значи, вака ако продолжи, најверојатно има една опција, општините да се договориме солидарно да не ја плаќаме електричната енергија за улично осветлување. И за 2 месеца нека не исклучат цела држава да падне у мрак, па да видиме кој може, кој не може да се игра. Пошто ова не може вака. Значи, нас централната власт игнорира во овој случај, не става сами да се давиме, ние не можеме да планираме у буџетите. Значи, како може некој да планира енергетска криза, тие се сите економисти, нека ми објаснат, на основа на кои параметри од 21 година, ние знаевме дека електричната енергија ќе поскапи 500% и во буџетот да планиравме, па и да планиравме, од каде ќе го полниме буџетот. Значи, вие знаете, буџетот има влез-излез. Апсолутно. Во бројки, колкави се сметките на општина Радовиш и колку сега сте планирале, а сега ќе ги одат за потрошување? Еве во апсолутни бројки. Ако ние пред енергетската криза сме плаќали околу 500 до 600 илјади денари, значи ред величина 10.000 евра за електрична енергија, за улично зборам само, плюс школите и другите потреби, сега плаќаме 3 милиони. 45.000 евра. Да, сега плаќаме 45.000 евра месечно. И сега тоа ако го помножите со 12 месеци, ние ќе стигнеме оваа година, треба да одвоиме 40 милиони или 45 милиони денари, толку нас не изнесува развојната компонента за капитални инвестиции во Радовиш. Значи треба сите пари да ги дадам наместо за улици и за градба, на граѓаните да ги направам нешто, јас треба да ги дадам за електрична енергија за улично. Тоа не може. Значи тоа нити може, нити ќе биде. Нити може, нити ќе биде. Донесов се заклучоци, очекувате ли некоја промена на ставот на владата или пак одбор, иако рековте во декември сте имале битики, дури не ве примел, сега донесот одредени заклучоци. Меѓу другото, спомнавте дека може да се организира да не се плаќа електрична енергија.
Очекувате ли владата нешто да направи во наредниот период? Видите да кажам, јас не очекувам. Оптимист ли сте? Не, владата ништо нема да направи ако ние не ја притиснеме доволно владата. Ова ви го кажам. Очекувате ли владата нешто да направи во наредниот период? Видите да кажам, јас не очекувам. Оптимист ли сте? Не, владата ништо нема да направи ако ние не ја притиснеме доволно владата. Ова ви го кажувам искрено. Имаме ние сериозен сега конфликт меѓу централната и локалната власт. Тоа тргнува уште од законите за децентрализација и на фискалната политика и на другата политика, бидејќи и таму така са поставени работите да локалните заедници едноставно се ставени на зависност од централната власт. Ние да сакаме сами да го решиме овој проблем, не можеме да го решиме. И не гледаме зашто некој намерно би ги уништувал локалните самоуправи да не може да функционират. Не, јас не се слагам со тоа да на буџет од 4,5 милиарди евра да ви кажам колку ние добиваме. Значи ние добиваме на месечно ниво трансфер од централната, директни трансфери до општината, 2 евра по глава на жител. Или апсолутна бројка 50.000 евра месечно ни се доставува како трансфер од централната на локалната да ние работиме од тие пари и све да направиме. Во тој контекст, градоначалниче, предлагате ли поголема фискална децентрализација кон општините, односно за побрз економски развој, поголем поврат на ДДВ, поголем поврат од персоналниот данок? Разговарате ли на оваа тема? Прашањето не е дали јас сметам. Прашањето што е исправно. За да видиме ние што е исправно, не треба да измислуваме топла вода. Дајте да видиме како светот живее и како работи. Значи направена е таа анализа. Јас со ова веќе се занимавам цел месец. Значи ние сме последни во Европа, последни со фискална децентрализација. Сите држави околу нас, збореме од државите кои не се во Европската унија, веќе еве податоци. Значи Хрватска 34%. Хрватска 60%, она веќе е во ЕУ. Босна и Херцеговина со 34%, Српска 25%. Од тоа се зафаќање од персоналниот данок. Додека Молдавија 100%. Значи средствата кои што се генерираат во општината мора да останат во општината. Тоа се најмалкото што може да ги оставиме. Така и зафаќањето од ДДВ. Значи ние сме со 3% последни во Европа. Дури да не зборам за европските држави, а па ако ги спомнеме развиените земји како што се во Скандинавија, таму се движат до 80% во однос на локалната самоуправа. Бидејќи Европа и сега го заговара тоа, дека единствено локалните самоуправи можат да бидат движечка сила на развој. Да тргнеме и ние од сами од себе. Пред 30-40 години, кога имало фискална децентрализација во Југославија, била поголема фискална децентрализација него денеска. Тогаш се градени во градовите сите капитални објекти. Значи, ево радиш, спортска сала, болница, суд, мостови, улици, патишта, булевари, се градело во тоа време. Сега ние не сме способни, не дека не сме способни, ние сме способни, немаме средства да направиме ние капитален објект. Затоа што парите ги троше владата. И затоа они имат неуспех во капиталните инвестиции. Не може едно министерство за транспорт со екипа од 5 луѓе да менаџира 10 милиарди евра во година. Како ќе ги изменаџира? А ние сме 80 општини и сите имаме сектори за урбанизам спремни за таа намена, наместо да се подалат парите ние да ги инвестираме во капитални инвестиции, тие упорно ги држат во централната власт и затоа се неефикасни. Погледнете години назад колку пари од капиталните инвестиции резервирани се и потрошат во државата. Се ги враќат и ги наменуваат после за други намени. Ние не можеме да изградиме ништо, немаме развој. Немаме развој во општините. Посебно малите општини кај што настана јас што го викам иселувањето максимално и каде што ние немаме веќе ни ресурси. Значи не се градат капитални објекти, нема згради, не се уложуваат во куќи, сите заминаа во странство. Ние немаме други извори на пари, освен данок. Ама од тие локални даноци од имот и од данокот на фирми, тоа не ги покрива ни работењето на локалната самоуправа како администрација. А за инвестирање не може. Дури има државата капитални инвестиции кои што мора да ги префрли. Еве, јас имам проект
Радовиш енергетски независен град. Јас тоа може да го реализирам за 2 години. Значи, комплетно после 3 години во Радовиш никој да не плаќа, ни улично, ни ништо. Сами да произведуваме електрична енергија. Ресурсите ги има, меѓутоа ги држи централната власт. Значи, ние може да побараме водата, може да побараме, меѓутоа сите такви дозволи за концесија све држи влада. И ние со што локалната самоуправа да развива? Кога ни ги држат и ресурсите и парите. Значи, ова мора подхитно да се случи. Не после, има сега некои таму во законот предлог, секоја година по 0,5% ќе се зголемо до 26,6%. Зашто збориме 26,6%? Денеска ни требат 60%. За да го надокнадиме оно изгубеното за 50 години, 30 години што сме го направили. Кога ние ќе стигнеме ако пак продолжиме со 2%, 3%? Основата на се се средства. Без средства нема развој. И тоа мора подхитно. Ние да имаме децентрализација, ние сега нема да се молиме у министерството, тоа да клечеме тамо, дали ќе ни дадат за улично осветлување. Ние ќе имаме доволно пари сами да го менаџираме тоа. Нема да одеме на пазарот на електрична енергија, сами ќе ја произведеме. Ќе инвестираме во фотоволтаици, ќе инвестираме во хидроелектрани. Имаме, сите градови имаме некакви ресурси кои што може да ги искористиме. И тие му припаѓаат на граѓаните, не му припаѓаат на некој си замислен свет, наречен држава. Држава не е човек, граѓаните се луѓе. Добивам впечаток дека сакате да каже дека владата со празно кесе се обидува и ви дава да менаџирате многу општо. Ни префрлуваат надлежности и тоа се разговараше, да ви кажам, предлог има и таков интересен на управен одбор на ЗЕЛС овие денови, да доколку вака продолжи, освен за ова за енергетската криза, да вратиме делови надлежности. Да вратиме едноставно сите како лок, тоа се има случувано во околните држави. Тоа се случува во Бугарија негде 2007 мислам дека беше истиот случај. Ти префрлат надлежности и не ти дават пари. И одеднаш се собираат локалните и викат, ви ги назад. Како нас надлежности за образование. Ни дават надлежности, блок дотации, парите ние не ги менаџираме. Во ред, нема пари, не може да менаџираме. Или ќе ни дадете и пари и надлежности, не може само да ви дадете надлежности, а без пари. Ви ги назад надлежностите, вземете си ги назад, па вие ги менаџирајте, и школи, и градинки, и образование, све. Вратете се назад ве ако можете. Ако ви дозволи Европа и другите, вратете се. Вака не може. Без пари куќа не се гради. Вие сте прв човек на општина Радовиш. Според вас, колку треба да биде повратот на ДДВ или повратот на персоналецот кон општините за да имаат локален или поефикасен локален економски развој? Значи, ние ги кажавме нашите предлози, од персонални од 50% веднаш 50%, од зафаќањето за ДДВ, 10% одма и веднаш, со тенденција секоја година да се зголемува тоа по 3 до 5% за 6 години да дојдеме до 40%. Бидејќи така, ако ние не продолжиме, заборавете на конекции со Европа. Европа не гледа, они ни се смеат на ова. Доаѓаат тука луѓе и викаат развој. Ние викаме со што? И они викаат да, па немате со што, парите ви ги држат. И ние знаете што, мене ми е најтешко и ми паѓа најкриво, ние одеме коленичеме за некакви донации, а нашите пари ги разфрламе за глупости. Тоа мора да се смени. Ако тоа не се смени, ние не можеме да мрднеме напред. Мора да се смени, мора единицата за локална самоуправа да станат водилки на развојот. Луѓето веќе ги поценуваат, локалните се веќе 30 години, имат развиено внатре инфраструктура, имат луѓе, инженери, веќе што знаат што прават. Не знам кој се плаши зашто парите не би ги менаџирале општините. Тоа е грешка. Кога ја спомнавте Европа, би сакал да ве прашам до каде е состојбата или пак активностите околу реализацијата на проектот Зелена економија. Околу 1.000.000 евра би требало да добие општина Радовиш од Европската унија за реализацијата на проектот изградба на мини-топлана за загревање на јавните институции. До каде е самата постапка? Значи вака, тоа станува збор за грант. Значи ние имаме аплицирано, како и други 8 општини во така наречената програма ЕУ за општините. За повеќе области, ние бевме во дело на енергетската ефикасност аплицирале и добивме грант од скоро 1.000.000 евра со наше учество дел, во кој што заговараме еден пилот проект, кој што ние го
Практично го копираме во ова случај со нашата збратимена општина од Хрватска. Пошто и тоа е дел од да имаш своја збратимена партнер од Хрватска, од ЕУ. Се работи за мини систем за грејење, кој што во прва фаза ќе ги опфати јавните институции. Тоа значи општината, спортската сала, најголемото училиште, гимназијата и една од детските градинки, кои што се тука на овој локалитет околу општината. Со тоа што ќе се направи топлана во спортската сала, таму имаме просторни можности и како извор на енергија во ова фаза, во првата почетна фаза ќе се користи пелети или чипс од дрво, затоа што ние како ресурс во Радовиш тоа го имаме. Значи ние сега овој проект е многу интересен затоа што овозможува проширување на идеите како да се општините осамостојат енергетски. Значи ние сега продолжуваме со барањето, одиме бараме од владата да ни ги отстапи отпадоците во шумското стопанство на општината да може да ги менаџираме, па преку приватен партнер кој што од нив ќе прави чипс или ќе прави пелети, нас извора на енергија би ни бил барем половина од цена, ако не и помалце, за да може да понудиме електрична енергија, топлинска енергија ефтина на овие институции, да се ослободиме од користење на нафта и дрва, а пак тие пари што ќе ни бидат годишно ослободени, ќе ги инвестираме во развој на инфраструктурата. Со тоа што ние системот сакаме да го оставиме отворен, односно да биде проширлив, сега тоа е са преговорите со ЕУ, да не биде тоа затворен систем, него доколку ние како општина можеме, кога ќе заврши проектот, да понудиме услуга и на другите луѓе. Значи може да понудиме услуги на граѓаните. Да го продолжиме тие цевководи, топловоди во овој случај, па да ги снабдиме и граѓаните, зградите во близина, а топланата да се прошири со нови енергенси. Тоа значи истовремено додека они го работат овој проект, ние како општина веќе правиме проект на сите овие институции да инсталираме фотоволтаици, па преку термопумпи исто да произведуваме топлинска енергија преку зимата, а летно време таа енергија би ја давале за улично, па да се ослободиме од зависта на ова уличното осветлување. Така да проектот е многу интересен, кој што како пилот ЕУ е решена и ние сме решени да го изодиме до крај, и ќе биде копирачки за другите мали општини, кои што сите имат своји ресурси кои што можат да го копират проектот и кај што немат топлина, да пробат полека да го централизират, бидејќи ние чекајќи го гасот да стигне 30 години, не мрднавме ништо, сите останавме на користење на дрва како основен ресурс за грејење. Велите дека овој систем ќе биде отворен, на кој што утре задутре ќе може да се приклучат и останати јавни институции, но и правни физички лица, се со цел да има едно централно грејење од тој аспект и заштита на животната средина. Ќе успеете ли тоа да го менаџирате како локална самоуправа или сепак ќе чекате проширувањето на тој систем да се оди со средства од донатори? Апсолутно да. Апсолутно да. После е лесно, кога го имаш ти извора, кога имаш топланата, после се работи само за развод. Значи само се пуштат топловодите, а барем на овој дел од градот Радовиш имаме густо население, тука се сите колективни згради, сите институции, тука многу би било лесно да се тој систем проширува и да стане енергетски ефикасен. Зашто на луѓето у 21 век да не и понудиме централно грејење наместо сите индивидуално и да го загадуваме целиот систем. Мислам дека е многу интересен каписла иницијален проект кој што ќе предизвика интересен развој за развој за општината и за приватниот сектор, бидејќи ова малку ќе се прошири идејата, не е само отпадоците од шумата. Ние во овој проект ќе ги опфатиме сега со анализа и отпадоците од земјоделие. Биомасата. Не како биомаса она од луѓето што газ, него остатоци од земјоделие, значи од кроење на овошки, отпади од лозарството, се што она употреблив дрвен отпад, па и од пиланите, отпадот што е пеливините што се, тоа сето би можело да оди како ресурс за топланата. Така да самиот проект ќе предизвика и други играчи да влезат во системот.
Кои се проекциите, градоначалниче? Кога ќе може конечно опипливо, дали до крајот на ова 2022 година или пак идната година, да почне да се работи на терен околу изградбата на таа мини топлана за загревање на дел од јавните институции кои што се под капа на општина Радовиш? Вака, проекциите на проектот од ДЕУ-са 40 месеци за имплементација, меѓутоа јас и кога бев на презентација на проектот викам не. Ние ќе го прекратиме на 24. Значи ние немаме време да чекаме 4 месеци, 4 години да имплементираме проект. Јас сум посветен, веќе 30% од парите се повлечени кај нас, ние почнуваме сега со јавни набавки, ангажираме луѓе што требаат консултанти и овакви, и веќе почнуваме со ова пролет со реализација во дело кај што веќе можеме. Значи адаптација на простори, градежен дел, тоа ќе го возиме. Јас мислам, ствари упорно стојам на тврдењето дека ние за следната сезона, не 22-та, за 23-та ќе го пуштиме систем. Градоначалниче, јас ви благодарам на ова интервју. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Во изминативе минути разговаравме со Ацо Ристов, градоначалник на општина Радовиш, на темите околу енергетската криза, фискалната децентрализација, но и проектот кој што ќе значи зелена економија, финансиран од Европската унија токму во општина Радовиш. Пријатно.